Николовска на првото вклучување зборуваше за неделата за нега на стари лица, а денеска е ден пак против злоупотреба на децата. Сунчица Николовска, ова утро е втор пат ја вклучуваме, се разбира, на терен од пред првата детска амбасада во светот. Меѓаши, Сунчица, добро утро. Добро утро, уште еднаш до вас во студиото. Ова утро се наоѓаме пред првата детска амбасада Медјаши. Првата детска амбасада Медјаши продолжува со постојаната борба против секакви форми на злоупотреба на детето. Секоја година на 19 ноември го одбележува денот за превенција против злоупотреба на децата и 20 ноември светскиот ден на детето. За тоа како да се заштитат најмладите, како да се елиминира насилството врз нив, разговараме со Јана Зенговска, психолог во првата детска амбасада Медјаши. Добро утро, Јана, и какво мото ќе бидат одбележани овие два дена годинава? Добро утро и до вас. Значи, овие два дена, 19 ноември како светски ден за превенција од насилство врз децата, оваа година е обележан со мотото "Имаме сон". Главното, значи, мотото значи дека имаме сон сите да го направиме светот побезбедно место за децата и да ги заштитиме од секаква форма на насилство. Првата детска амбасада Медјаши континуирано секоја година го обележува овие 20 години овој светски ден како светскиот ден на детето. Меѓутоа, оваа година по повод денот 19 ноември, заедно со австралиската амбасада, ќе говориме повеќе за cyberbullying, значи насилство на интернет, кое што не е непознато и на нашите простори, иако сметаме дека повеќето луѓе можеби сметаат дека тоа се случува негде надвор нашата држава. За таа цел имаме пресконференција која што ќе се одржи денеска во нашите простори во почеток во 9:45 часот, на која што ќе биде презентиран филмот обележан во време трајање од 18 минути. Филмот е наменет да ги едуцира децата за тоа како да се заштитат од насилството на интернет, направено од австралиската агенција за комуникација и медиуми. На пресконференцијата ќе говори и незината екселенција, значи амбасадорката на Австралија, заедно со нашиот извршен директор господинот Драги Змијанац, основач на првата детска амбасада, ќе говорат повеќе за тоа. Какви ризици се соочуваат младите кога имаат пристап до интернет? Тие се, знаеме, ранлива категорија на лица. Така, значи, младите прерано кога имаат пристап на интернет, сето тоа го сметаат за забава, своите интимни моменти, значи своите знаења ги искористуваат на интернет и ги без селектиран пристап постираат фотографии и така натаму, без да се надеваат дека истите тие можат да бидат злоупотребени. Овој филм е наменет за деца над 14 години и баш говори за таквиот став кој што ги имаат младите. Значи, на почетокот на филмот се зборува за една забава која што сметаат младите, меѓутоа како што се развива дејството се гледа дека станува збор за сериозно прекршување на детските права и насилство врз истите. Значи, во првата детска амбасада Медјаши оваа година имаше 2 пријави на злоупотреба на деца на интернет, при што ние реагиравме до Дирекција за заштита на лични податоци и Министерство за внатрешни работи, оделение за компјутерски криминал. Децата најчесто на интернет се злоупотребувани нивните фотографии, видеа кои што и самите ги постираат со цел да бидат прифатени од околината и да бидат социјализирани. Значи, интернетот и телевизијата како медиум кој што нуди покрај забава, меѓутоа и некој вид на едукативна дејност на децата е најчесто во ова време, значи, е најчесто злоупотребуван. Родителите исто така треба да поведат сметка за тоа колку децата поминуваат на интернет, кои содржини ги постираат на интернет, кои содржини ги гледаат на интернет и да им објаснат како можат да се заштитат на интернет, каде да пријават, веднаш на нив да им кажат. И значи апел до родителите да не се отвараат прерано Facebook профили, Twitter профили или било која друга социјална мрежа која што не е наменета за возраста на децата. Значи, Facebook профилот се отвара за деца над 15 години и има причина зашто се отвара. Да не постираат фотографии од своите деца кои што се приватни, лични, од одмор и така натаму, со цел да не бидат истите симнати од некој кој што сака да нанесат штета или прекршување на правата на децата и да бидат злоупотребувани, па децата да бидат етикетирани, виктимизирани, понатака да се прекршат нивните права. Колку младите и децата го користат вашиот бесплатен телефонски број за да пријават одредена злоупотреба или насилство?
Така, значи, исто е телефонот 0801 22 22, младите го користат за да пријават и да се информираат за нивните права. На работилниците по повод недела на детето ние зборуваме и за насилството на интернет, меѓутоа се уште повеќето се јавуваат возрастните да пријават било каква форма на злоупотреба на децата. Децата се уште се ранлива категорија кои што се плашат, никогаш не веруваат значи на државната заштита затоа што сметаат дека доколку пријават насилник дека ќе бидат понатаму виктимизирани или ќе бидат сместени, одделени од родителите, ќе бидат сместени во поправни домови кои што за нив делува страшно. Од таа причина значи не го пријавуваат насилството. Ова е апел и до децата и до родителите. Било каква форма на прекршување на детско право, негово оспорување или било каква форма на насилство, дали станува збор за физичко, психичко во било која институција, во семејството, во воспитно-образовни институции или на интернет, да го пријават на 0801 22 22 или до соодветните, првенствено соодветните државни институции со цел да бидат понатаму заштитени. Значи насилството не може да се прекине додека истото не се пријави, инаку ќе се вртиме во истиот магичен круг на насилство и безизлезност. Ви благодарам за разговорот. Тоа беше Јана Зенговска од првата детска амбасада Медјаши. Зборувавме за превенција на децата од интернет. Студио? Сунчица Николовска, ти благодариме за овој интересен разговор и секако тема која е особено актуелна во денешно време кога интернетот е најмасовниот медиум за комуникација. Ќе ги поздравиме гледачите и ќе им препорачаме се